Патувањето во Грција ќе биде условено со сертификат за примени вакцини или негативен ПЦР тест, а се преговара и за прифаќање на резултатите од брзите антигенски тестови. Вчера разговарав со грчкиот министер за туризам. Тој потврдува дека границата се отвора на 14 мај, а за тоа ќе добиеме и официјално известување. Условот е граѓаните кои што ќе патуваат или ќе имаат сертификат за примена вакцина или негативен ПЦР тест, не постар од 72 часа ќе можат да влезат во Грција. Она што се размислува сега за некои земји, не само за Грција, е да може да се патува и врз основа на брз антигенски тест. За тоа ќе не известат во следниот период, вели Филипче. Македонците вакцинирани во Србија ќе можат да патуваат со документот за вакцинација издаден од српските здравствени власти. Министерот вели дека тој документ се признава и го има истиот код што го имаат и сертификатите за вакцинација што ги издаваат нашите здравствени власти. Во Србија се вакцинира околу 15.000 македонци. Голем дел од нив ја примија вакцината AstraZeneca, од која втората доза е за 3 месеци. Тие се уште чекаат одговори од здравствените власти како да постапат за втората доза, оти кај нас оваа вакцина е забраната за лица под 60 години заради исклучувањето на крвта поврзана со вакцината. За нив, Македонија и Србија се во преговори и за локацијата каде што ќе може да ја примат и втората доза. Србија извести дека веќе им ги резервирала вторите дози на сите вакцинирани кај нив, но предложи, доколку се утврди дека тоа е полесно, овие вакцини ќе се отстапат на Македонија за граѓаните за да можат дома да ја примат втората доза.